Некои цени се зголемени под непазарни околности и се креирани шпекулативно, изјави вице-премиерот и министер за транспорт и врски во телевизиско интервју. Поради ова, владата во вторник ќе донесе и соодветни одлуки. Она што го гледаме е одредени шпекулативни однесувања, затоа што мене никој не може да ме убеди дека наеднаш цените растат од ден за ден, и затоа го задолживме Министерството за економија и труд заедно со Државниот трудов и пазарен инспекторат да направат споредба на цени, квантитативно да ги споредат, затоа што ова нема да заврши со Великден и во вторник на редовната седница на влада. Ние ќе го гледаме овој извештај и врз основа на тоа ќе преземеме мерки, можеби треба да одиме покрај со оваа политика на олеснување и со рестриктивна политика, односно оние кои што ја злоупотребуваат ситуацијата да бидат казнети. На истата владина седница, Државниот пазарен инспекторат ќе поднесе извештај кој треба да содржи компаративни податоци за цените во февруари и до крајот на март, потврди и премиерот Христијан Мицкоски. На последната владина седница го задолживме Министерството за економија и труд да во периодот направи компаративна анализа помеѓу цените на основните прехранбени производи на почетокот на февруари и почетокот на април оваа година. Очекувам дека сега во вторник, мислам 14, ако не се лажам, е седницата, така вторник е 14, ако не се лажам, ќе Министерството за економија и труд ќе излезе со детална анализа и тогаш би можеле повеќе да кажеме. Во меѓувреме, на 2 дена пред Великден, граѓаните се подготвуваат за одбележување на најголемиот христијански празник и со проценка колку годинава ги чини великденската трпеза. Исто како лани. Од прилика 50 евра ќе дојдат? Ќе дојдат. Да. Има ли месо? Ќе има, обавезно. Мора месо да има. Има и ефтино и скапо, секако мешано. Најмалку 1000 денари пазара. Најмалку? Ништо, најмалку. Па сега колку си има, толку ќе си потрошиш. Од се по нешто, не знам, не сам рачунала. А од лани поскапо, поевтино? Па сега ми има нешто повеќе. Енергетската криза, инфлацијата која повторно е крена главата и високите цени, повторно се предизвик за граѓаните, но не само пред Великден. Многу е важно како владата ќе реагира во сегашната ситуација која е предизвик за целиот свет.